тип сум го посетувал порано, ме изгледа има една временска дистанца од која последен пат не сум бил. Сега го видов Илија Пеовски, кој е тука професор, па се седнавме во пието, си направивме убав разговор и тој се е воодушевен, ми кажа за се за Джез Академијата. Ми се допадна атмосферата, дека е навистина студентска, просториите многу убаво изгледаат. Се ова што го видов, значи заклучно и со вашето студија, на вистина делува многу модерно и како што треба. Нас не е исто така многу мило што успеавме Александар Прокопиев, професорот, да биде и гостин во студентското радио овде на Универзитетот Гоце Делчев. Темата за која што зборувавте беше новиот литературен простор, односно виртуелноста како таква. Можете ли нешто на кратки црти да ни образложите за што стануваше збор на предавањето? Па прво е многу интересно што виртуелна реалност, на пример она што се спојува како синтагма веќе препознатлива, има во себе една противречност. Дали виртуелноста е реалност, и ако е веќе реалност, дали таа реалност има своји закони, има своји барања и има своји консеквенции. Точно е. Виртуелниот свет станува свет равноправен во последно време, особено кај помладата популација, особено кај студентите. Да. Станува равноправен со реалност. Со реалноста. И навистина тука се тие две реалности кои меѓу себе се преплетуваат, меѓутоа секој си тера свој закон и затоа јас веќе тој препознатлив пример е црвена. Дали тој свет на матрицата, тој свет на најголемиот светски робот, тоа е интернетот и целата негова функција и можности, е едната пилула, другата пилула е враќањето во она што значи сепак реалност која е многу посиромашена и многу непријатна на крајност од ова другата реалност. И сега во тие значи преплетување на едниот и другиот свет во се она што значи и наше секојдневно живење, каде се допирните точки, каде се потиците, каде се слабостите на тие два системи, мислам на тоа нивно преплетување, и сега почнав, како што и вие бевте сведок, тоа беше едно кратко, скусено предавање, значи од се она што е наше секојдневие, наш живот, односот на интернет во однос на новиот облик на уметностите, и што е најинтересно како филозофијата на животот, односно духот на времето, влие токму преку таков еден мокен интернет на сите нас. Сметате ли дека интернет комуникацијата е виртуелна? Јас лично сметам дека комуникацијата преку интернет е реална затоа што постои. Кој е вашето мислење? Дали ова станува збор за виртуелна комуникација затоа што многу често се плашиме од тој интернет, затоа што во смисла, во социјална смисла, отуѓување и слично, меѓутоа дали комуникацијата навистина е виртуелна? Не, јас го немам тој страф од интернет и го користам многу често. Меѓутоа во ова соочување на, да кажам, двете постојања во едно заедничко, значи тука овие кои ќе ви кажат дека е виртуелен, значи тие што се поборници на тоа мислење, има два едни аргументи кои според мене стојат. Значи првиот е што и телесноста во интернетот се предизвикува на бестелесен, односно електронски начин. Значи, кога сме најблиски со нашиот соговорник или кога сме најинтимни, еве да употребам таква еден израз кој се чест, ние не сме телесно присутни. Значи, се она што е всушност наше постоење, не само физиолошко, туку и психолошко, тоа се пред се нашите сетила, тоа е пред се нашата комуникација. Дали го сметате ова за негативноста на интернет? Например, луѓето кои се застапници на таа теорија сметаат дека тука се крие некоја опасност. Значи, опасноста, вие го кажавте дека е од уѓување, а опасноста е од губење осет за телесност. Односно, меѓутоа дефинитивно ќе согласи дека ја унапредува комуникацијата. Не да ја унапредува, него направи многу за еден краток рок да всушност ние на некој начин станеме граѓани на светот. Значи, она што порано беше определено и со векторски некои овие димензии, например време. Да. Сега е релативно, фантастично и релативно, а од друга страна тоа исто е една, според мене, многу двосмислена и позитивна и обратна ова одлика. Значи, суперегото, за тоа изборував, е неприметно скоро во интернетот. Односно, зависи нормално од силата на личноста, но една личност со
карактер, еве така да речеме, многу лесно се ослободува, многу полесно се ослободува од суперегото отколку во онаа друга реалност. Некои теоретичари исто сметат кога сме веќе кога суперего дека воопшто постојат два видови на идентитет со појавата на интернетот, он е виртуелен идентитет и реалниот идентитет. Сметате ли, можно ли е да се разлабочи таа тема во насока дека дали виртуелниот идентитет е всушност повистински од реалниот? Затоа што не е ограничен од никакви стеги, таму луѓето се многу послободни. Дали всушност луѓето на интернет се претвараат тоа што се или тоа што не се? Ова е многу интересно прашање, токму затоа што задира во некои сфери што се чисто психолошки. Да. Значи, тука еве употребивме таа фројдовска ознака за суперего, ама можеме се да употребиме. Значи, каде е тука егото, каде е тука сенката. Ние секогаш носиме сенката со нас во она што се вика реален секојдневен живот, затоа што тука постои една хиерархија, значи хиерархија направена од предпоставени, помлади, постари, возрастни, мокни. Во интернет тие позиции се лабави. Значи, едноставно сродноста е нешто што во на оптимално убава смисла го води интернетот. Значи, сродноста, пронаоѓањето, умрежувањето како пронаоѓање на сродниот. Од таа страна, како што рековте, може, значи човек да се ослободи психолошки и социјални стеги, општествените стеги. Тука е и многу добриот импулс што интернет го дава за некои, би кажал, не анти, туку алтернативни погледи на се. Значи, она што интернет веќе го користи преку Фејсбукот и пето, односно собирање на некои алтернативни сродни мислења, без некаков страв дали тоа ќе се забрани, дали тоа ќе се цензурира, дали тоа ќе се скуси. Во таа насока ќе и помага и на уметниците и на поетите кои што би сакале другачие да се изразат. Точно. Значи, тука е, во таа смисла е неоспорно дека има големи предности. Неговата обратна, односно слаба страна во таа смисла е лажното представување. Значи, интернет овозможува исто така неказнето лажно представување. Тоа веројатно доаѓа од анонимноста на интернет, затоа што секоја единка е анонимна. Значи, секој интернет корисник, особено оној кој навлего, си го гради својот лик, кој во зависност од тоа како е изграден, може да биде и фалш лик. Може да биде и... Значи, тука има игра, токму вашата колешка Мартина, имаше една извонредна тема на Постдиплом за психолошкото раслојување на личноста во користењето на интернетот. И навистина многу гранични случаи игра добро со интернет. Маниакален тип, например. Или тип параноичен. Може се да не кренеме кон Норвегија, која веќе границата е премината, значи во сферата на криминалното. На секој човек му е дозволено, и тоа е демократскиот принцип на интернет, да се создаде како што сака да е. Меѓутоа, нашето создавање, и во тоа е некој судир, е сепак условено од, да кажам, просторот и времето. Овде просторот и времето страховито се шират, ние стануваме жители на новата галаксија, нашето себе представување е исто така отворено, без консеквенци. Сега тоа е... Вие, според ова што имам чувство дека сте по убедување антиглобалист. Јас сум по убедување антиглобалист, дури мене некои, ќе се зачудиш, ама слободно ќе кажам, некои и двосмислени херои на кои во себе носат некој икаровски, како да кажам, бунтовен, антиглобалистички дух и дело, мене ми се многу драги. Например, иако тоа не е само дел од некоја моја носталгија, ама, например, еве, Хендрикс, еве да тргнеме кај музиката, сите они од Дженис Джоплин, Хендрикс, целата таа една генерација на луѓе кои се бунтува против изедначувањето, за слобода на индивидуалноста, па дури едни такви кои се стварно мешани меѓу ангели и зверови, како Че Гевара, например, мене ми е многу близок. Затоа што он во себе го носи тој индивидуалистички... Такви си хакерите во суштина, такав е и нео. Бунтовници. Значи, они едноставно си ја бранат својата индивидуалност. Затоа што постојат стереотипи, за нив малку кажат. Значи, интернетот создава едни стереотипи кои
сега да не кажам послабите личности, но по приемчивите личности ќе си влезат во нив. И имате одредени стереотипи кои ги групираат луѓето во помала, поголема група. Сигурно дека... А можно ли од друга страна и да скрши некои предрасуди? Можно е, затоа и секоја оваква појава, особено интернетот, која сега, како да кажам, не само хит, него постоење, он мора да има и своја диверзантска група, мора да има и своји бунтовници, мора да има и своји анархисти, за да функционира. Инаку би било веќе една политичка структура, која би било онака се подред и се би било, како да кажам, токму како што треба да биде. Не е така. Сегде има некои процепи, сегде има некои буткања пред се преку уметноста, меѓутоа со личните ставови, каде што може таа слика, наметната слика, да се разбие. Интернетот тоа го возможува. Може да се направат кружоци, например, на луѓе кои живеат на разни делови на светот, меѓутоа истомисленици се, ја и користам такви, и се настапува со еден став, да формираат заедница. Формираат заедница, која виртуелно суштината е многу јака, затоа што после се јавуваат нивни приврзеници. Да, вие важите за основоположник на постмодернизмот во Македонија. Дали токму во оваа насока се движат, нели, технологијата, новите текови, нормално се дел од постмодернизмот? Постмодернизам значи занимавање со теми кои што се токму сега, нели, така, во моментот. И овде се појавува глобалното село како генерална некоја си... Дали овие теми се предмет на вашите дела? Јас сега ќе ви одговорам со моето прво антиупатство кое сум го напишал, значи се антиупатства се веќе над 200, не знам колку да се ја напишани. Првото антиупатство е дека современиот уметник треба да се нахрани, значи со рок музиката, со видеото, со стрипот. Тоа беше, внимавајте, тоа беше значи при крајот на 70-тите години. Тоа беа тие нови, да кажам, упади во еден наш свет кои беа многу мокни, и филмот, фала Богу, значи филмот, стрипот, видеото и рок музиката. Сега сигурно интернетот тоа, затоа што интернетот е сега постоечка една стварност и храна за уметникот и он мора да ја користи. Во таа смисла постмодернизмот кога почна, значи постмодернизмот додека не се втоличи како сега што се столичи, сега постмодернизмот е веќе еден, сега не би рекол труп, али е веќе едно тело, например, кое лежи и сега го сецираат сите. Доаѓа теоретичар, ке го исецка. Доаѓа културолог, ке го исецка. Доаѓа политиколог, ке го исецка. Значи, телото е веќе компактно, легнато и ајде, доваѓајте со скалпели хирурзи и правите што сакате. Но во она време, значи, кога, ајде, јас влегов, кога бев дури помлати од вас, тогаш постмодернизмот беше нешто, како да кажам, стварно новитетно и возбудувачко. Да, телото не беше изградено, значи тоа беше само склопување, правење на делови некои и во себе носеше голема возбуда. Успевате ли да се одржите сега во таа насока? Настојувам, сега колку успевам тоа е друго, затоа што тука се играат и други некои елементи кои се чисто човечки. Прво години кои за мене не значат многу, ама постои некоја хронологија. Ја би сакал таа енергија да остане барем сродна на она што беше. Односно да не изгубам, например, од некој елан, од некоја критичност, од движење пред се, од сознавање на тие нови, кажам, технолошки, ама не само технолошки, него нови извори, нови патчиња, кои секој уметник треба да ги користи. Значи, тука настојувам да си го задржам оној стариот Сашо, ама работите се прилично овака ринговски, затоа што во ринг сте со разни типови, значи некогаш и видливи и невидливи. Лесно е вие кои имате некој, да кажеме, противник, кој одговара на и го имате како ова и можете да го удрите и да очекувате удар од него. Но кога се работи за невидливи, покрупни работи, а тоа сите знаеме што е, значи оваа некоја девалвација економска и светска уопште критериумска една поместеност во која интернет одигра една своја улога. Да. Иако се бореше тоа да не бе, значи едно, како да кажам, по други типови на противници кои не ги гледате, а кои ви удираат. Постмодернизмот ги
практично ги сништи оние во уметничка смисла висока и ниска уметност. Елитна и ниска уметност, баш користејќи ги тие, затоа ги... Да, и глобалното село, терминот на Меклуан го се наметна како еден пример за постмодернизмот. Сметате ли овде дека интернетот колку помогна, а колку одмогна во овој дел на уметноста? Конкретно кај уметниците, може ли да помогне, може ли да одмогне и кој е оваа Во однос на постмодернизмот? Да. Тука за жал дојде во еден чисто временски расчекор, односно постмодернизмот се јави пред интернетот. Значи постмодернизмот се јави дури и во, особено во областа на литературата, сигурно многу пред користење на техниките на размислување. Да, меѓутоа теоријата го навести интернет. Го навести интернетот, како да не, и тоа беше... Меклуан го навести Го интернет. навести, сигурно. Бодријар, кој веќе одамна е, не одамна, ма веќе е мртов и од неговите дела се е сосем интернетски типи, како пишува многу порано. Па Матрикс е интернетски филм. Да. Но може би ако се совпаднеа, затоа што постмодернизмот дојде во време на таа би рекол иста една намера, односно светот да се шири или ај сега да не го употребуваме изразот глобализација, затоа што он има и политичка конотација, да го употребуваме на пример космополитизам. Значи човекот едноставно границите кои му се наметнати, почнувајќи од географски па до сопствени граници кои ги имаме тие моралистички, неморални, да ги разбие и едноставно своето постојање да го прошири. Значи тоа беше во времето на раѓање на постмодернизмот хипи движењата. И неоспорно е дека тој дух постои тогаш. Интернетот значи дојде како масовна појава, да кажем, малку подоцна, кога постмодернизмот веќе се воспостави. Сметате ли дека интернетот сам по себе успеа да ни наметне навики или едноставно човештвото го очекуваше ова? Не, одлично е ова. Човештвото мора да очекува, затоа што човештвото веќе со модернизмот, значи веќе од почетокот на 20 век, Го бараше ли ова? го бара, затоа што таков е законот на или еволутивниот, сега ние можеме да бидеме дури еволуција да употребиме, на технологијата која само по себе наметнува барање. Значи она е, ја го употребив овој примерот со мистер Гаджет, кој беше чудо за нас деца и го сметавме волшебник, а се усвади се инспекторот Гаджет како некоја смешка, кога го гледаме, нали, со тие правосмукалка и не знам што. Неговите уреди сега ние ги имаме. Да, не, сега секојдневно ние ги имаме секаде. Значи сето тоа дојде како очекување на нешто што мора да се случи и навистина светот од кога тргна со таа нова една експлозија на технолошки откритија, ние ги очекуваме најнормално. Јас се очекувам да речеме дека ќе доживеам дури и некои искуства врзани баш со она што го кажавме како недостаток на интернет, дека ќе стане, односно телесноста ќе може и преку мирис, и преку допир, и преку веќе има и такви обиди, преку чувствување на тело со тело, да се пренесе преку интернет. Значи, ние на крај ќе можеме докуджи и да се програмираме така, да можеме да се преселиме дури телесно, а не само преку екраните. Може тоа, затоа што технологијата е во една страшно голема експанзија. Мислам, најголемите гении на човештвото сега се концентрирани во технологијата. Да. Од комуникацијски аспект, интернетот овозможува на двосмерна комуникација, затоа и неслучајно ме прашав дали човештвото го очекуваше, затоа што лично сметам дека оние традиционални медиуми кои што постојат, па и литературата како уметност и преку книгата како преточена во медиум, ја немаше онаа двонасочна комуникација. Комуникацијата со вашите читатели, да речеме, беше едноставно од тиражот на книгата. Сега интернетот ќе се согласи дека многу помогна во таа насока да го опипате фидбекот на вашата публика. Да, тоа сигурно. Сега тука се и некои други законителства кои се законителства на пазарот. Значи ние зборуваме за интернет како ефикасно средство за приближување и сожвакување и диалог, што стои. Но не треба да забораваме дека интернет е исто вклопен во една, сега ќе употребиме глобална светска пазарна економија. Затоа се наметна толку многу брзо интернетот, затоа што луѓето има едноставно потреба да вратат, да направат фидбек од се што примаат. Да. Сигурно, затоа што оно во себе носи една, мислам, тие принципи кои интернет ги донесе се супер. Сега, како тие принципи делуваат во прагмата,
не во практиката, во прагмата, тоа е друга работа. Затоа ја го напомнам, стварно тоа е искуство кое секој од нас го има. Ако на пример си не знам, ја не сум филмофил во вистинска смисла, али љубител сум на филмови. Јас сакам некои филмови да ги снимам, сега можам. Да. Интернет ми овозможува тоа. Не можам некои филмови кои стварно сум ги гледал, за кои знам, Не може да ги пронајдете. не можам да ги пронајдам. А можам да пронајдам некои филмови што не ме интересираат. Например, таа листа која ми се нуди сега, зашто да не, таа листа Сакате да многу- кажете дека сега некој сепак успева да го контролира тоа на интернет. Па, И би покрај можел тоа да- што да. нам ни се чини дека сето тоа е многу слободно. Да, и затоа вика овој Малув дека е тоа како е ендоплазматично суштество. Значи тоа суштество мора да се движи според некои сепак координати кои му се познати. Иначе не би се движило, иначе не би лапало, иначе не би топело во себе. И тука е таа двосмисленост на интернет. Овој став ме потсети на еден наш интелектуалец кој што има еден многу карактеристичен став, вели ќе дојде крајот на интернетот затоа што тоа е контролирано суштество, контролиран организам и ќе дојде ред кога ќе се стави крај, ќе не може така слободно да фигурираат тие информации преку интернетот. Се согласувате ли со ова дека ќе му дојде крајот на интернетот и дека ќе дојде ред да се контролира строго? А кој е интелектуалец? Саша Рдановски. Па добре. Добре во некоја смисла, иако има една параноична нота во себе, Да. Една изразито параноична нота. Тука против аргументот би бил дека дури тие системи се менуваат, значи тие системи на контрола. Да кажеме дека се наметнуваат некои други контролори што сега може да бидат и против тежа. Порано, например, Азија ни беше кај нас, не знам, дури ако се тие технолошки најнапредни, они не беа присутни во интернетот светот. Да. Меѓутоа, ја мислам дека многу брзо, нормално, прифаќајќи го англискиот како јазик на комуникација, ќе почнат да се наметнуваат и кинезите, и јапонците, и далечниот исток, и се друго, и со некоја промена на геополитичката мапа на светот, што е евидентно дека се менува, дека ќе се промени тие центри на моќ, односно ќе се нивелира моќта само на едниот центар, за кој од сега претпоставуваме од кај доаѓа. Ајде малку порелаксирани муабети имате ли вие Facebook? Може ли да ме најдат на Facebook? Сега ќе ти кажам нешто што всушност не знам колку често сум го кажал, не многу често. Значи јас бев еден од првите секогаш и во користење на интернет и во користење на мобилен телефон кој беше огромен. Знам дека сега не користите. Не. Да. Не. Значи, кога јас го користев и кога одев, например, од разни градови, кога се јавува во Скопје, луѓето кај што јас бев, а тоа не е, например, тоа е Љубљана или Виена, беа зачудени со чудото на мобилниот. Сега него, исто Фейсбукот бев еден од првите кои се уфрли на Фейсбукот и се уфрлив на зелба на моите керки, кои го користат исто од почеток, но, еве, најискрено кажувам, после, мислам, со сите тие огради дека ти можеш да бришеш, дека можеш да примаш, дека се она дозволено како одбрана, го користев година и нешто. И после се откажав. Веќе ве нема на Facebook. Ме нема. Го има само она. Аха. Ама нема никаков одговор. Значи, ме нема како фотографија, ми има само како име. Сигурно сте ги слушале оние конспирацијски муабети дека ништо не се брише од Facebook, се останува таму секогаш. Да ти кажам, не само тоа, него коментарите, влегувањето, мислам, стварно ми избезуми и као потреба дека ти кога ќе го отвориш кога ќе го отвориш интернетот, прво што ти доаѓа тој Facebook. Да. Го отвориш, тоа е еден многу големен список на луѓе. Разбираш, кои од те кои ти се многу пријатни. Буквално Facebook. Facebook, ама човече, дај ќе се напијам кафе со тебе, го знам, добро, ајде овие што се подалеку. Али луѓе што живеат 2 улици од мене, со кои имаме навика, например, да пиеме секој втор ден кафе. Па што сега ми зборуваш преку Facebook, човек? Користи други средства. Да. И заради таа пренатрпаност, еве тоа морам да признам, и изискателност, многу време пошто, јас се откажав. Океј, вие сте добитник на наградата Балканика за Дзиркачот. Дали ова ви е најдраго дело? Не можам, ја немам таква оцена. Најдраго ми е оно што го пишувам моментално. Мислам, кога ќе заврши книгата, кога ќе се појави или не знам, кога ќе се преведе после, кога доаѓаат критики, позитивни, негативни, разни соочувања и разговори, ја веќе губам дел од себе. Најдобро е во првите денови да разговарам после објавувањето на книгата, тога сум уште
како да кажам, во добра енергија и спремен да се борам за неа до крајност. После некако, не знам, тоа е можеби мојот енергетски како се вика тоа? Капацитет. Некако веќе мислам на следната книга и многу по-релаксирано примам се. На што следно работите? Па сега завршувам една, се вика Бајките од мојот лев джеп, и тоа се ликови од сите познати и непознати бајки, кои во тие бајки биле маргинални, или се спомнуваат само со име, или се спомнуваат во една реченица, например како се појавила негде и дошла кај принцезата, или биле дел од Дивите момчиња во Петар Пан. Сега ги вадам од таму и правам нивни судбини во денешниот свет, во кој има и интернет нормално. Се надевам дека дел од промоцијата ќе биде и овде. Би сакал многу. Во штип за нашите слушатели и гледачи. И благодарам многу што бевте гости, ми беше особено драго и чест што бевте во студиото на УГД ФМ. Фала ти многу, и мене ми беше. Почитувани, ние продолжуваме со добрите содржини. Дијанче, доколку е овде се уште со нас, ќе ни се приклучи подоцна, останете со оваа фреквенција.